Втора фаза на блокади најави денес Сојузот на синдикати на Македонија на пресконференција. Втората фаза продолжува утре со блокада на Стопанската комора, Организацијата на работодавачи и Бизнис конфедерацијата. Блокадата ќе започне на раскрсницата пред Стопанската комора во 12 часот. Да не се грижат. Повторно ќе бидеме 21 представник на синдикатот, онолку колку што е потребно согласно законскиот минимум за да излеземе на улица и да блокираме. Од ССМ денес потенцираа која им е целта утре. Ќе блокираме газди се додека не донесат одлука за зголемување на минималната плата на најмалку 600 евра и за зголемување на сите останати плати за 6000 денари. 21 од нас, од членовите на органите и телата на синдикатите, утре во 12 часот ќе бидеме пред Стопанската комора. Ги повикувам работниците кои можат, кои ќе поминуваат, да ни се придружат макар и на 5 минути. По утрешната блокада, ССМ најави масовен протест на работници од сите делови на државата. Ќе повикаме на голем работнички протест на кој ќе организираме превоз од сите градови, на кој ќе дадеме шанса на сите работници, протест кој ќе биде организиран во неработен ден, за да излеземе многу повеќе од 21 човек на улица, пред да го организираме генералниот штрајк во јавниот и во приватниот сектор, доколку и понатаму продолжат со игнорантскиот однос. Серијата на протести Сојузот на синдикати на Македонија ја организира за да издействува 600 евра минималец и 100 евра зголемување плата на сите вработени. Слободан Трендафилов, председателот на СДСМ, денес се пожали дека имал различни притисоци врз него и семејството, споредувајќи ја нашата држава со други, каде синдикалците биле жестоко казнувани, при тоа нарекувајќи ја сегашната власт режимска.